Ова издание на емисијата на Прва Скопска, во која се подсетуваме на настаните кои беа актуелни и одбележаа неделава што изминува, ке гледате. Владата одлучи, новиот клинички центар ќе се гради во Ѓорче Петров. Поништен тендерот за нова сообраќајница и тунели за растретување на метежот во Скопје. Градот Скопје ќе субвенционира инвертер клими и други современи еко-уреди за затоплување. Кружен тек е новото сообраќајно решение на улицата Орце Николов и Аминта трети во Дебар Маало. Стајковци, Трубара во Инџиково, Сингелич и Керамидница ќе добијат нови детски градинки. Владата на Република Македонија на вчерашната седница донесе одлука новиот клинички центар да се гради во општина Ѓорче Петров, поточно на местото викано Велеполе. Станува збор за земјиште со површина од околу 80 хектари. Токму пространата парцела и добрата сообраќајна конекција во близина на самата обиколница ја прават оваа локација поволна за идното решение за државните клиники. Првиот човек на општината Александар Наумовски денеска на пресконференција го искажа задоволството од одлуката на владата, при што нагласи дека локацијата ќе овозможи лесна сообраќајна достапност, брз проток на возила и транзит на пациенти. Придобивките од изградбата на клинички ќе ги почувствуваат сите жители, но од економски аспект најголем бенефит ќе има локалното население, рече Наумовски. Ова представува еден економски социјален бенефит не само за градот, особено за општина Ѓорче Петров и околните општини, односно општина Сарај. Ќе има многу вработувања, нивото на живот во општина Ѓорче Петров ќе биде навистина подигнато, со што сметаме дека покрај здравствено-социјалните услуги кои што ќе се нудат, има можност и за бански туризам, бидејќи непосредно се наоѓа и врелото на изворот на Скопјанка, која што е некаде околу 60 степени на температура на водата, истовремено да се развива и медицински туризам, да имаме нови трговски центри, модерни европски молови, со што иднината на граѓаните на општина Ѓорче Петров ќе биде загарантирана во тој дел. На оваа локација би можело да се направи и регионален центар, со што на инвеститорите ќе им се даде можност да се градат хотели, спа центри заради термалните води до самиот локалитет, а не е исклучена и можноста за изградба на луксузен комплекс наменет за докторите специјализанти. Се работи за уште едно државно земјиште исто така неоптеретено, кое што се наоѓа под заобиколницата, каде што се планира, меѓутоа се тоа во таа развојна компонента која што треба стручни лица при носењето на планот да го предвидат. Се работи за исто така државно земјиште, со кое што општина како општина Ѓорче Петров заедно со владата ќе гледаме да одвоиме соодветна квадратура за елитна населба на млади доктори. Поволната местоположба до обиколницата, каде што е предвидена и клучка, би нудела брза и едноставна конекција до соседните земји, а тоа би допринело и до развој на медицински туризам, додаде градоначалникот на општина Ѓорче Петров. Локацијата се наоѓа во западниот дел на градот, близу Вардар и Лепенец, во еколошки чиста средина, а клиничкиот центар се очекува да биде завршен за околу 5 години. Тендерот за избор на компанија која ќе треба да изработи проект за тунелите под Кале е поништен, поради формални недостатоци што ги имале понудите што пристигнале во градот Скопје. На јавниот повик кој беше објавен лани во октомври за изработка на основни проекти за продолжување на булеварот Свети Климент Охридски, со изградба на мост на Вардар, подземни тунели и поврзување со булеварот Никола Карев е поништен од страна на Комисијата за јавни набавки, поради недостатоци од формален карактер. А на посочениот повик се пријавија 3 фирми, информираат од град Скопје. Тендерот за изработка на основниот проект и на измените и дополнувањата на проектот за инфраструктура на идната скопска сообраќајница беше распишан лани есента, а заврши на средината на јануари. Основниот проект по кој ќе се градеа тунелите требаше да биде готов за 8 до 10 месеци, најдоцна до септември годинава.
Проектот Тунели под Кале ќе вклучува изградба на нова сообраќајница која ќе ги поврзе општините Центар и Чаир преку продолжување на булеварот Свети Климент Охридски со мост и вијадукт над реката Вардар и тунел под Скопското Кале кон Пластичарска улица. Со новото сообраќајно решение на град Скопје се предвидува од северниот до јужниот дел на главниот град да се стигнува за 10 минути и ќе се намали сообраќајниот метеж на мостот Гоце Делчев, каде дневно поминуваат до 90.000 возила. Целта на град Скопје е со овој проект да се поврзе булеварот Свети Климент Охридски со Пластичарска улица во Чаир. Булеварот ќе биде издигнат во висина од 6 до 9 метри. Потоа од зградата на владата на Република Македонија, сообраќајот ќе се одвива по нов мост преку реката Вардар, кој ќе биде долг 173 метри, а широк 20 метри и ќе има 4 сообраќајни ленти. Мостот ќе продолжува како вијадукт долг 262 метри, се до влезот во тунелот под Калето. Со реализацијата на овој проект, Скопје за прв пат ќе добие тунел долг 250 метри, а широк 20 метри. Од тунелот сообраќајот ќе продолжи на кружен тек издигнат 5 метри над Пластичарска улица. Со цел да ја зголеми мотивираноста кај младите и талентирани спортисти средношколци, град Скопје и годинава ќе додели стипендии на спортисти средношколци кои се жители на Скопје и учат во средните училишта на подрачјето на град Скопје. Јавниот повик за доделување стипендии на спортисти средношколци, ученици во средните училишта на подрачјето на град Скопје за 2019 година е веќе објавен и ќе трае до 14 февруари. Врз основа на пропишаните критериуми, во овој повик ќе се изберат 105 стипендисти средношколци, кои ќе добиваат стипендија во вкупен нето износ од 24.000 денари во тековната 2019 година. Право на добивање стипендија на овој повик имаат државјани на Република Македонија кои имаат статус на редовен или вонреден ученик во средно училиште на подрачјето на град Скопје, да се жители на Скопје, да се активни спортисти, членови на спортски клубови од подрачјето на град Скопје и да се регистрирани во националните спортски федерации во Македонија, да имаат високи спортски достигнувања во претходната 2018 година и во 2019 година, се до завршувањето на јавниот повик. Меморандум за соработка за подобрување на условите за животот на пензионерите во општина Аеродром денеска подпишаа градоначалникот Златко Марин и председателот на Сдруженијето на пензионери Солидарност Аеродром Димитрија Богатиновски. Со меморандумот се планира и да се подобрат условите за тековно функционирање на Сдруженијето, кое има 14.000 членови и да се обезбеди континуирано информирање на членовите за прашања и настани од културно-забавниот и социјалниот живот. Како што соопшти општина Аеродром, градоначалникот Марин истакнал дека општината ќе продолжи да ја поддржува оваа категорија граѓани, а Богатиновски изразил благодарност и убеденост дека во иднина на сите прашања ќе им се пристапува заеднички. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов оствари средба со ученици од основните училишта во општина Бутал во рамки на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието. За време на средбата, учениците на Шилегов му доставија писмо со препораки за подобрување на состојбата во градскиот парк, меѓу кои збогатување со реквизити, поставување информативни табли, репарирање на клупите, повеќе корпи за отпадоци, означување на пешачките и велосипедските патеки, како и редовно одржување и санирање на каналите и на езерцата во паркот. Шилегов ги запозна учениците со редовните активности на град Скопје за одржување на градскиот парк, како и со плановите за негово дополнително разубавување. Заедничката средба заврши со иницијатива учениците да учествуваат во подигнувањето на свеста за зачувување на поставената урбана опрема во градскиот парк. Градскиот парк во Скопје е најголемиот парк во Македонија кој се простира на површина од 486.000 метри квадратни. Почнал да се формира во 19. век за време на османлиското владење, но со текот на годините постојано се надоградувал и проширувал. Денес, градскиот парк е омиленото место на скопјани за прошетка, спорт и рекреација.
Но колку се задоволни граѓаните од тоа како изгледа паркот, на кое ниво е хигиената, дали се задоволни од реквизитите и урбаната опрема и што е она што според нив му недостасува на градскиот парк. Она што според граѓаните му недостасува на градскиот парк се како прво и основно јавни тоалети. Друго на што укажуваат граѓаните дека му недостасува на паркот се детски реквизити и повеќе корпи за отпадоци и клупи по ценка. Од град Скопје пак информираат дека редовно ги одржуваат содржините кои се наоѓаат во рамки на градскиот парк. Во изминатиот период се реконструираше дел од зеленилото во првиот дел на градскиот парк. Се изврши голема акција за замена на урбаната опрема, клупи и корпи за отпадоци. А во наредниот период, за прв пат по повеќе децении, ќе се реконструира и сцената и конструкцијата на популарната школка, информираат од град Скопје. Се поретко низ скопските улици може да се забележи некогаш најпродаваниот автомобил Фиќо. Но откако компанијата ББ Classic Car започна со реставрација, при што конвенционалниот мотор на внатрешно согорување го замени со електричен мотор, возачите покажуваат голем интерес за новиот ЗАЗ класичен автомобил со електричен мотор. Како што информираше Ален Јегени од ББ Classic Car, купувачите ќе имаат можност да изберат помеѓу 4 видови на ЗАЗ автомобили, и тоа основниот модел кој достигнува брзина од 145 км на час, градски модел со спортски карактеристики кој достигнува брзина од 170 км на час и два спортски модела кои може да се движат со брзина од 190 односно 200 км на час. Со едно полнење на моторот може да се поминат 150 км. ББ Classic Cars својата историја ја започна како фирма специализирање за реставрација на класични автомобили, па така често и токму ова Фиќо беше возило на кое е работено и кај што се случи на целосната реставрирана основа да поставиме електричен мотор со сите останати компоненти, контролери, конвертори, полњач батерии. Така е создаден ЗАЗ Г20, комплетно електрично возило. Основниот модел ги има следниве карактеристики, а тоа е асинхрон електричен мотор со мокненост од 20 кВт, потврдено од најбезбедни суви батерии LiFePO, со најголем степен на одржливост на сите досега применети батерии кај електрични автомобили. Инсталираниот капацитет на батериите е 10,2 кВт-часа со номинална сила од 102 вати, а инсталираниот капацитет на полнење од 3 кВт. Тоа го означува и времето на полнење од 0 до 100% кој изнесува 3,5 часа. Силата на моторот и на инсталираниот капацитет на батериите обезбедува забрзување од 0 до 100 за само 10 секунди. Максималната брзина на ова возило е 145 км. Со едно полнење може да се поминат 150 км. Електричниот автомобил ЗАЗ е направен во соработка со повеќе за најчески работилници од Скопје, но процесот на производство е потпомогнат и од германската компанија Кеслер, од каде што денеска потврдија дека електричниот мотор има значително подолг век на траење, за разлика од конвенционалните мотори, и со него може да се поминат 1 милион километри, без да се појави потреба од никаква интервенција. Земја како што е Македонија, да доаѓаат вакви идеи и вакви иновативни решенија, дефинитивно е изненадување и за германската Кеслер. Дефинитивно би рекол дека задоволството од овој проект е големо на двете страни и овој проект е практично плод на заедничката соработка со BB Classic Cars и е еден од производите кои што Кеслер ги има во своето портфолио на електромобилност. Покрај автентичноста, возењето на новиот ЗАЗ автомобил ќе ви овозможи и поголема заштеда, а со користење на електрично возило ќе дадете и свој придонес за намалување на аерозагадувањето. Основниот модел на електричното Фиќо или ЗАЗ автомобилот ќе ве чини 20.000 евра.
Со цел да се обезбеди деконцентрација на културата и истата да се дисперзира на територија на градот Скопје, а при тоа да се лоцираат неискористени јавни простори и јавна инфраструктура, чија што реупотреба може позитивно да влијае и да го подобри социјалниот и културниот живот на жителите на Скопје. Град Скопје распиша јавен повик на кој што ќе бидат доделени средства за реализација на проекти што ги остваруваат целите на јавниот повик. Овој повик е во рамки на проектот од центарот кон периферијата, културата како алатка за социјален развој. Проектот ќе се реализира во текот на 2019 година на отворени јавни простори и површини, како и во административни објекти што се во јавна надлежност, местни заедници, домови на култура и слично. Средствата за оваа намена се предвидени во буџетот на град Скопје за 2019 година, а јавниот повик ќе трае до 5 март 2019 година. Една од целите и приоритетите на проектот е предложените проектни активности да вклучуваат интерактивност со локалното население, со кое ќе се дефинираат културните потреби и активности, а се препорачува и вклучување на припадниците на социјалните ранливи групи и малцинства, припадници на етничките заедници, деца и ученици кои што живеат во околината, со вклучување на родова компонента и родово избалансирани активности. Еден ваков пример е изложбата на скулптури на праисториски животни од отпадно железо во природна големина од Андреј Миневски, која пред неполн месец беше поставена во паркот Методија Антонов Ченто. Популарни музички теми, инструментални и вокални композиции од познати филмови ќе бидат на програмата на концертот што Македонската филхармонија ќе го одржи на 14 февруари за Денот на влюбените, насловен Моја љубов. Оркестарот ќе го води диригентот Боријан Цанев, а композиторот Владимир Николов специјално за концертот направи оригинални оркестрации. Љубителите на добрата музика ќе имаат можност да ги слушнат вечните композиции од познати изведувачи. Солисти ќе бидат Огнен Анастасовски, Светлана Јовановска и Надежда Рубен, Трајче Велков на труба и Иван Иванов саксофон. Музиката ќе биде збогатена со танц и кореографија на Ивана Коцевска и Јована Зајкова и со уникатен светлосен дизајн. Пред владата на Република Македонија започна отстранувањето на железната ограда. Одлуката за отстранување на оградата ја донесе владата на последната седница одржана завчера, а целта, како што наведуваат оттаму, и да се ослободи целосно јавниот простор околу владината зграда, за да биде достапен за користење од страна на граѓаните. За отстранување на оградата, според владиниот портпарол Миле Бошњаковски, нема да се трошат пари од граѓаните, туку ќе се искористат внатрешните ресурси, односно постојните капацитети на службите во рамки на владата. Оградата ќе биде ставена во депо, а сите понатамошни одлуки во врска со оградата и просторот околу зградата на владата ќе бидат донесени низ инклузивен процес во консултација со граѓаните. Бетонските столбови во моментов нема да се отстрануваат, бидејќи, како што појасни Бошњаковски, нивното отстранување чини премногу. Со ова, Бошњаковски вели, владата го исполнува ветеното и го промовира концептот на отворена влада. Град Скопје воведува уште една мерка за борба против аерозагадувањето. Градот за прв пат досега распишува јавен повик за субвенционирање инвертер клима уреди и други современи уреди за затоплување на домаќинствата. Како што информираше денеска градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, за секој купен инвертер клима уред, секој заинтересиран граѓанин кој ќе ги исполни условите за субвенционирање ќе има можност да добие половина од вкупната вредност на уредот, но не повеќе од 15.000 денари. За оваа намена во буџетот на градот предвидени се 20 милиони денари. За оваа намена во буџетот на градот предвидовме 20 милиони денари, а тоа значи дека најмалку 1300 домаќинства годинава ќе добијат можност ефтино да ги затоплуваат своите домови, водејќи грижа за намалување на аерозагадувањето. Оваа мерка има за цел да ги мотивира граѓаните
кои што ги загреваат своите домови со печки и користат огревно дрво, нафта или други скапи и нееколошки енергенси, да ги заменат со далеку поевтините и поеколошки инвертер клима уреди и други современи системи за затоплување. Предноста на инвертерите во однос на обичните клима уреди што трошат 30% помалку електрична енергија и повеќе од 50% ги намалуваат трошоците во однос на грејењето со огревното дрво. Градоначалникот Шилегов додаде дека анализите на град Скопје покажале дека интересот кај граѓаните за набавка на посовремени уреди за затоплување е голем и заради тоа е донесена одлука со субвенционирање на овие уреди да се намалат трошоците на оние што ќе одлучат да го одберат овој начин на затоплување. Субвенциите за инвертер клима уредите заедно со субвенциите за печките на пелети се од големо значење до спроведувањето на процесот на гасификацијата кој бара време за да стигне до крајните корисници, додаде Шилегов. Субвенцијата има за цел да ги мотивира граѓаните кои ги загреваат своите домови со печки кои користат огревно дрво, нафта и други скапи и нееколошки енергенси да ги заменат со далеку поевтините и поеколошките инвертер клима уреди и други современи системи за затоплување. Инвертер клима уредите трошат околу 30% помалку електрична енергија од обичните клима уреди, а повеќе од 50% ги намалуваат трошоците во однос на грејењето со огревно дрво. Шилегов најави дека огласот за субвенционирање ќе биде објавен најдоцна до понеделник. Сојузот на стопански комори на Македонија денеска излезе со 3 предлози за насока на намалување на загадувањето на воздухот, и тоа заедничка акција на приватниот и јавниот сектор за побрза замена на старите возила со нови електрични, итно справување со дивите депонии и промовирање на стандардот за пасивни куќи, кај кои потрошувачката на енергија за грејење се намалува за 90%. За разлика од европските држави, каде се бележи пораст на продажбата на електрични возила, во Македонија од почетокот на 2018 година до октомври се купени само 48 електрични возила, што е многу мала бројка. Причините за малата продажба и употреба на овој тип автомобили, според Сојузот на стопански комори, се цените на овие автомобили, но и недоволно развиената инфраструктура и инсталирани полначи. Покрај субвенционирањето, што владата го најави за купување на вакви автомобили, од Сојузот на стопански комори предлагаат да се субвенционира и купувањето на батерии и делови за овие возила, како и да се разгледа можноста за бесплатни патарини и паркинзи и ослободување од царинските давачки при увоз на вакви автомобили. Во однос на дивите депонии, Сојузот на стопански комори предлага да се користат новите технологии од типот дронови и да се снима теренот за полесно откривање и справување со овој проблем. Градот Скопје и општина Центар со ново сообраќајно решение ќе го решаваат сообраќајниот хаос во Дебар Мало. Како што најави денеска градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ, со проектот се предвидува целосна реконструкција на улицата Орце Николов, ќе се реконструира коловозот со површина од 9330 метри квадратни по цела должина на улицата. На селектирани локации ќе се изврши подигнување на улицата, ќе бидат поставени 5 подигнати премини кои ќе придонесат за намалување на брзината на движење. Со проектот е предвидено и поставување на монтажен кружен тек на раскрсницата помеѓу улиците Орце Николов и улицата Аминта III, поранешна Ленинова, како и воведување на паралелно паркирање, за што ќе бидат изведени така наречени џебови за паркирање долж целата улица. Реконструкцијата на улицата Орце Николов е капитален проект, од кој што ќе започнуваме со средување на сообраќајниот хаос на стационарниот и на динамичкиот сообраќај во Дебар Мало. Ќе се воведе паралелно паркирање на ниво на улицата со нови џебови за паркирање. Во проектирањето на улицата водено е сметка за сите дрвја на улицата, да не се отстрани ниту едно дрво, сите да се запазат, а меѓу нив да се организира паркирањето. Коловозната лента ќе се намали на 6 метри, а за сметка на намалувањето ќе се изведат нови велосипедски патеки,
во должина од 2400 метри должни и пешачки патеки во должина од 2200 метри должни. Градоначалникот Петре Шилегов истакна дека градот Скопје ја помага идејата за нов современ лик на сообраќајницата Орце Николов и очекува и во иднина заедно со општина Центар во централното градско јадро да реализираат заеднички идеи со цел да ги подобрат условите за живење, како и да се подобри инфраструктурата на градот. Ние овдека ги ослободуваме тротоарите од така наречените паркинг зони. 180 автомобили се паркираат на тротоарите, нешто што нема да се случува откако ќе завршиме реконструкцијата на оваа улица. Конечно центарот на Скопје ќе го добива полека изгледот на европските престолнини, на нешто што целиме. Го стимулираме ослободувањето на јавниот простор од автомобилскиот сообраќај, ја намалуваме брзината на автомобилскиот сообраќај со цел овој дел од градот да стане едно безбедно место на кое што граѓаните ќе може да уживаат во благодетите кои што ги носи современата урбанизација и изгледот на ваквиот тип на сообраќајници. Во текот на оваа година планот на општина Центар предвидува реконструкција и на уште 7 улици, кои освен нови и подобрени сообраќајни решенија, предвидуваат и нови и подобрени инфраструктурни решенија, во зависност од потребите на секоја од улиците. Огромен број деца по повеќе години чекаат на ред да бидат примени во градинка. Состојбата е иста во сите општини и градови во Македонија. Родителите со нетрпение очекуваат да се реализираат ветувањата на Министерството за труд и социјална политика за изградба на нови детски градинки, со кои ќе се овозможи децата кои се на списоците на чекање конечно да го започнат предучилишното образование. Проблем со недоволен број на места во градинките има и во општина Газибаба. Општината неодамна започна градежни активности за проширување на капацитетот на детската градинка Морковче во населеното место Јурумлери, со што до март ќе може да се примат нови 20 деца. Покрај тоа, во населеното место Стајковци веќе започнаа градежни работи за изградба на нова детска градинка, а во соработка со Министерството за труд и социјална политика, детски градинки ќе се градат и во останатите населени места. Во изминатиот период веќе реконструиравме 2 детски градинки, каде што дополнително обезбедивме за 220 деца да бидат сместени. Исто така почнавме нова детска градинка во Стајковци. За ова година веќе техничка документација подготувавме за уште 4 населени места, и тоа во Трубарево, во Инџиково, во Сингилич и во Кераминица, каде што сметаме дека со нашите активности ќе ставиме крај на листа за чекање, ќе подобриме условиите, така да и возможиме на сите кои што имаат можност и потреба од детска превентивна заштита и заштита во детски градинки, тоа да го направиме во нашата територија. На списокот за изградба на нови детски градинки се наоѓа и општина Ѓурче Петров. Локацијата е веќе избрана и многу наскоро ќе започнат градежните активности, со што и децата од населеното место Волково ќе може да престојуваат во градинка. Покрај Ѓурче Петров и Газибаба, нови градинки ќе се градат и во Куманово, Кавадарци, Брвеница, Босилово, Врапчиште, Шуторизари, Демиркапија и Штип. Со изградбата на градинките капацитетот се проширува за вкупно 860 деца, а ќе се отворат и најмалку 100 нови вработувања. Се помалку ученици од основното образование. Домашните задачи ги пишуваат сами, без присуство на возрастно лице, велат граѓаните кои денеска ги анкетираше екипата на Прва Скопска. Проблемот не само што има влијание врз самодовербата кај учениците кои не се во состојба да ги решат зададените задачи самостојно, туку и финансиски негативно влијае врз домашниот буџет, затоа што голем дел од родителите ангажираат и приватни наставници за дополнителна настава. Сами пишуваат домашна или вие им помагате? Се уште се мали, меѓутоа во тоа што ги има како задача за градинка, му помагам. Така, а дали сте задоволни од програмата за основно образование? Сметате ли дека материјалот им е тежок на децата да учат? Од искуство од колешки, бидејќи на моите се мали деца, мислам дека програмата не е, мора да претрпе некои промени, затоа што тоа што го учат, да речеме, мислам дека не соодветства со нивната возраст.
Сепак тоа е премногу обемен материјал за дете од пример од 7, 8 или 9 години. Сами ли пишуваат домашна или имаат помош од родители? Видете, едниот внук е голем, веќе студент е, а другото е малечко, не е ни во школа. Така, дали сте запознати со образовните програми за основно образование? Сметате ли дека децата имаат тежок материјал за учење и за домашни? Да, мислам дека е така. Сепак, и покрај обимниот материјал за учење кој според зборовите на најзасегнатите, учениците и нивните родители, е несоодветен за возраста на децата. Последните истражувања покажаа дека македонските ученици се најниско рангирани по степенот на знаење. Лошите резултати на македонските ученици особено се видливи на меѓународните тестирања. Поред овие извештаи, дури повеќе од 50% од учениците во основните и средните училишта не ги развиваат основните компетенции што им се потребни за успешност и напредување понатаму во животот по завршувањето на образованието. Во април минатата година, Министерството за образование најави измени во законот, со што беше предвидено децата од 1 до 3 оделение да може да имаат најмногу 4 училишни часови во текот на денот. Според законот, учениците од 4 до 6 оделение требаше да имаат неделно најмногу 25 часа, а оние од 7 до 9 оделение најмногу до 30 часа. Имплементацијата на овој закон требаше да стартува од 1 септември 2018 година, но неговата употреба се уште е неизвестна. Министерот за образование и наука денеска информираше дека во новиот закон за основно образование, кој што е во втора нацрт верзија, ќе бидат внесени препораките од анализата на УНИЦЕФ, за што ќе има и акциски план, а средното стручно училиште ќе се спроведува со нови модернизирани наставни планови и програми и во соработка со нови бизнис партнери, што ќе се проширува и концептот на дуално образование. Од септември ќе биде отворена и математичко-информатичката гимназија. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следете ги понатаму викенд хрониките на Прва Скопска.